Еве, драги гледачи, гледате дека почеток на средбата, првата акција за нашата репрезентација е 0:0. Се уште немаме контакт со нашиот репортер во Мерано. Велат дека тука некаде кај Нише прекина врските, а во против напад репрезентацијата на Русија. Да видиме дали е тоа сепак гол. Водство од 1:0. Кривошликов со број 6 ја доведува репрезентацијата на Русија во водство од 1:0. Имаат подршка нашите рекометари. Извореден гол на Манасков и 1:1. Пепи Манасков изворедно од далечина успеа да го совлада голманот на руската репрезентација Лавров. Андреј Лавров и Игор Лавров се голмани на репрезентацијата на Русија. 1:1 почеток на средбата. Се игра втората минута од првото полувреме. Суксион Копин Годинов. Дали ќе има гол? Добра интервенција на нашиот голман Ходик. Ходик Шодор изворедно интервенира. Штета. Пропуштивме голема шанса преку кој беше тоа, дали Марковски, да дојдеме во водство од 2:1. Судиите сепак ја доделуваат топката на репрезентацијата на Русија, што ја предводи селекторот Владимир Максимов. Два спремеда водство на репрезентацијата на Русија. Втор гол на Кривошликов. Игра во екипата на ЦСКА од Москва. Еден од помладите, ова му е 21 настап, меѓутоа еден од најдобрите, најквалитетните, најефикасните. Добра акција. Остануваме во напад. Манасков. Уште еден удар, уште една акција не носи изменен резултат, шутираше Петрески. Русија води со 2:1. Брзо покрилата позиција со број 4 Кокшаров. Негов прв гол. Русија Македонија 3:1. За сега фаворитот репрезентацијата на Русија, многу поефикасна, повеќе ги користат своите акции и за сега водство од 3:1. Удар од 7 метри. Андреј Лавров е на голот. Повозрастниот Игор Лавров е роден 1973 година, Андреј Лавров 1962. 3:2. На Пепи Манасков, втор гол. Сонија 7 против репрезентацијата на Унгарија, Манасков веќе со 9 на Европското првенство во Италија. 6 минута од првото полувреме.
Кривошликов, Кулешев, шутираше на голата на нашата репрезентација. Кулешев, добра одбрана на Ходик. Русија останува во напад. Уште еднаш аплаузи за Ходи и да видиме како ќе заврши ова акција. Топка за нашата репрезентација. Имаме ли можност за брз против напад? Да видиме. Русија води со 3:2. Поведе со 1:0, изравниме на 1:1, удар од 7 метри. Сариков, жолт картон. Манасков. Повторно сигурен, 3:3. Сите 3 гола за нашата репрезентација. Пепи Манасков, 10 на Европското првенство. Македонија, Русија, 3:3. Голин. Подршка од трибините за нашата репрезентација. Совладање сигурниот Ходик. Добро, погрешка. Нека биде така. Игор Котевски нека биде прецизен. 4:3. Водство на репрезентацијата на Русија. Остануваме во напад. Петриски не успеа да упети топката во голот на Лавров. Девет метри. Манасков. За сега се врати околу Манасков. Во напад беше Петрески. Русија води со 4:3. Поповски. Манасков. Штраутно шутираше, меѓутоа среќа имаше сега Андреј Лавров. 172 на превар за репрезентацијата на Русија. Кривошлаков. Одличен Шандор Ходик. Еве го Максимов. Веројатно очекуваше вака добар отпор, силен отпор на нашата репрезентација на почетокот на средбата. 4:3 води Русија. Манасков. Зарков. Остануваме во напад. Немаме среќа и втор удар во директот во гредата на голот на Лавров. Шутираше Поповски. Во против напад 5:3. Во против напад 5:3. Водство на репрезентацијата на Русија. Веројатно жолт картон за еден од нашите ракометари. Олег Кулешев. Негов втор гол на оваа средба. Водство на репрезентацијата на Русија од 5:3. Силната репрезентација на Русија многу среќа има
во мечот со нашиот државен тим. Тијан Доновски и Манасков. 7 meters for Macedonia. 7 meters for... Да видиме сега кој ќе го изведе овој удар од 7 метри, дали уште еднаш Манасков? Да. Пет спрема 4. Русија, Манасков 5 спрема 4. Сите 4 голови за нашата репрезентација ги постигна Пепи Манасков. Треба да се гледаат и другите наши рекоментари на играта на нашиот капитен. 11 минута од првото полувреме. Кулешев. Кокшаров. Русија останува во напад. Кривошликов. Овој пат не можеше ништо да направи Ходик. 6 спрема 4 Кокошаров. Кокошаров големува на 6 спрема 4. Во овој момент, драги гледачи, доби информација дека колегата Милковски е на своето коментаторско место. Така беше од почетокот, меѓутоа сега неговиот глас стигнува до нашата режија, до нашето студио, па верувам со негова помош ќе биде подобро од овие 4 спрема 6. Горане, повели. Поздрав од спортската сала Беран Арена во Берано, каде што веќе 12 минути и 12 секунди се игра надпреварот од Б групата во рамките на третото европско првенство. Благодарам на колегите што и претходно успеа од студиото на колега Татанов Костовски да ве информира за она што се случува и да помогне во преносот. Едноставно проблеми на линиите Мерано Скопје. Во секој случај се надевам дека во текот на преносот, па и воопшто во наредните надпревари што треба да ги реализираме одовде, нема да имаме такви потешкоти. Македонија против Русија во рамките на второто коло. Резултатот во моментот 7 спрема 4 за репрезентацијата на Русија. Како што можете да видите, еден равноправен почеток на нашата репрезентација против големиот фаворит, можеби најголем за освојување на златниот медал на ова европско првенство. Едноставно македонските ракометари ветија дека многу поскапо ќе продадат својата кожа во овој дуел, за разлика од слабото издание што го има во надпреварот против Унгарија. Сега, како што можете да забележите, и селекторот Ванчо Јовановски направи неколку измени, пред се според она што беше најавено поради повреда, отсуства Слободан Николич, доби една фрактура на десниот прст, потоа на повреда на раката се жали и Душа Новокмет, а на клупата, подошно меѓу гледачите се Јович и голманот Стефановски. На нивно место новите четворица што играат се Урош Мандич, потоа крилата Поповски и Марковски и третиот голман, најмладиот Данило Брестовац. За сега сите 4 голови за македонската репрезентација постигнати од страна на Пепи Манасков, 3 од пенал. За русите пак по 2 успеа да постигнат Криво Шликов и Кочкаров, по еден Кулешов, Котков и Горпичин. Напад на македонската репрезентација не успеа во проигрувањето со Зарков. Пепи Манасков беше претход, на противната страна контра и ред гол за Едуард Кочкаров, 185 см, еден од по-добрите во својата репрезентација, меѓутоа и по-младите, само 22 години. Резултатот 8 спрема 4, сега направија русите серија од 3 спрема 0.
За прв пат во игра Кире Поповски, забележавте на лево крило, на позиција на лево крило. И уште еднаш по четврти пат овој надпревар нашите ракометари ја погодуваат пречката или стативата. Мановков биеше. Шанса за русите. Со број 9 Котков, тука е Горпичин, Торгованов, 11-ката, еден од четворицата со по барем 2 метра. Со број 17 Куличенко. Сега тој е во позиција на среден бек, организатор на играта, и овој прекин ќе може да се искористи за замени во двете репрезентации. Кај Македонија излегува Поповски на негово место со број 9 Котевски. Кај русите пак во игра страшниот Сергеј Погорелов, број 19, има одличен, силен удар. И сега уште еднаш одбрана на Шандро Ходик, одлично го почна овој надпревар и успеа да го скроти ударот во случајот на Куличенко. Останува 8-4. Реков, за разлика од претходниот надпревар со Унгарија, што беше практично и дебитански за македонската репрезентација на едно европско првенство, овој пат многу по-борбена, по-ангажирана игра, колку ќе може да резултира против изворетниот состав на актуелниот светски и европски шампион. Ќе видиме, во секој случај за сега можеме да биде задоволни од она што го прикажуваат македонските ракометари. Иван Марковски се придодаде тука на позиција на пивотмен. Мандич, обид да се пронајде Марковски, овој фаулиран од страна на Роман Сериков. Го гледате Владимир Максимов, големиот стратег, над 10 години во некогашниот Советски сојуз, а потоа и во Русија, најголемата сила од поранешните советски простори. И сега судиите им ја одземаат топката на нашите ракометари поради пасивен напад, а успеа да пресече борбениот Котевски. Да видиме, нема шанса за против напад. Успеа русите некако во последниве неколку минути да ја консолидираат играта во одбраната и тешко се доаѓа до ситуација да се загрози одличниот и искусен голман Андреј Лавров. И тој, како и селекторот Владимир Максимов, повеќе од една деценија во дресот на некогашната репрезентација на СССР, а потоа и на Русија. Единствениот што остана од таа генерација. Сега Мановсков, погледнете, дури тројца ракометари во обид да го спречат. Инаку Мановсков котира овде како еден од најголемите европски звезди и воопшто меѓу медиумите, и секако според минатиот труд и моменталниот квалитет. Ево Пепи Мановсков и уште еднаш прецизен петки погодок на Мановсков, втор од игра, 3 од пенал. За сега дава голем придонес и единствениот кој успеа да се запише од листата на стрелците. Повеќе од 9,5 метри. Иако Сериков висок 2 метри и 1 сантиметар, сепак тука немаше шанса да го сопре Мановсков. Мора да се чува Мановсков за нападот, на негово место во одбраната Котевски. А сега по-успешната одбрана на Ходик биеше Куличенко. Судиите покажуваат на 7 метри. Уште една таа ситуација. Од просторот од 6 метри бранеше Котевски. Токму Куличенко ќе се обиде да го изведе пеналот. И уште една Шандор Ходик, извореден. Нема што да висине на задачата, може би единствен во оној слаб ден против Унгарија. Голманот Ходик. Овој пат успеа да го скроти ударот на Куличенко. Останува 8-5, 19 минута од средбата, може би забележавте. Има тука над 150 навивачи на нашата репрезентација. Покрај она група на комити и шхембари кои што се дојдени од нашата земја. Тука има и работници во блиските италијански градови, претежно од Верона. А еве сега ситуација кога некој изрукот на Пепи Мановсков се запишува во листата на стрелците. Котевски, прв негов гол. Одлична комбинација, 8-6. Проигрување од страна на Петрески и 2 гола разлика за репрезентацијата на Русија. Лавров и овој пат беше невој.
Котков и создаде позиција и биеше над главата на Ходик, каде што многу често се постигнува гол. И втор погодок за Олег Котков. 9:6. сантиметри, 24 годишен, играч на КИФ Краснодар од руското првенство. Инаку што се однесува до русите, имаат 6 мина кои што настапуваат во Бундеслигата на Германија. Сега Мандич изворедно. И конечно беше време да се пробудат и другите ракометари. Претходно Котевски, а сега и Урош Мандич. Ова е прв настап за него на Европското првенство. 9 метри лево раке од снайперист. Доскоро на Преспа Јафа пробет, а Војдина ќе настапува во потек без спрема од Унгарија. 9:7 за Русија. Повторно 2 разлика, 20-та минута од надпреварот. Се уште добро, рамноправно се држиме и можеме да бидеме сосема задоволни од првата третина на македонската репрезентација. Ево го одличниот Сергеј Погорелов. Има шут во вид на бомба, еден од најсилните шутери, меѓутоа одлично за сега одат Андоновски избори тука. Фаул во напад од противникот. Погледнете, Андоновски игра со 2 копца над устата, здобиени во еден остар дуел со Рошта. Во надпреварот против Унгарија, меѓутоа голема е желбата да се одигра против Русија. Погледнете уште еднаш како изгледаат навивачите на македонската репрезентација. Најбучни во центарот на вниманието. Сега шанса за Марковски и овој пат Лавров одлично брани. Во трет пат Марковски се најде во ваква ситуација. Еднаш изнуди пенал. Петрески. Сега Богдановиќ во улога на организатор на играта на македонската репрезентација, го нема Мановсков. Богдановиќ има истата улога и во Преспа Јафа промет одресен. Ево Мандич сега. Удвоена стражата над Мандич, тука беа Кокчаров и Сериков. Само да се разумнат и другите ракометари на Македонија, едноставно да не се знае од каде доаѓа опасноста. Сега грешка во додавањето Богдановиќ и Петрески. Лесна контра и четврти гол за Едуард Кокчаров. Реков еден од помладите во руската селекција, 22 години, 185 сантиметри висок, 10:7. Имавме шанса да намалиме на еден разлика во нападот. Не проигра најдобро Богдановиќ и Петрески. Еве сега се врати Мановсков. Имаше малку одбор, до сега 5 погодоци на Пепи Мановсков. Мандич. Богдановиќ. Мановсков. Има шанса за Мановсков, меѓутоа беше оттурнат од страна на Кокчаров. Паника во противничките редови создава Пепи Мановсков. Ево го Андреј Лавров. Мандич. Мановсков. За момент само пресече Кокчаров. Богдановиќ. Нема шанса да се проигра, Котевски фаулиран. И дали тоа не е веќе за исклучување? Овој пат судиите му досудија жолт картон на Копичин. Наскоро АС е пред вас. Главна премија 50 автомобили и многубројни парични добивки. Тоа го може само Лотарија на Македонија. Херба шампон. Избор на целото семејство. Алкалит, Скопје. Стацијата на Хрватска ја совлада Чешка со 30:24 и сега води во Б групата со 3 бодови. Претходно хрватите има еден нерешен резултат против Шпанија. Унгарците и репрезентативците на Русија имаат по 2 бода. Шпанија има 1, а Македонија за сега без освоен бод. Мандич. Мановсков. Од место и ќе има тука корнер. Блокираше за момент Сериков. 24-та минута од првото полувреме. 10:7 води Русија. Добро би било сега евентуално од крилна позиција да се постигне гол. Да видиме. Мандич. И прекршок во напад е досуден. Се обиде Марковски да му подпомогне на
Котевски во пивотменска позиција. Сега шанса за русите, меѓутоа Ходик уште еднаш прекрасно брани по ударот на Куличенко, можда за полуконтра. Котевски се избори за чиста позиција и погоди. Игор Котевски, големиот борец, втор негов погодок 10:8, 2 разлика за Русија. Гледа ви оние неутрални навивачи во салата Беран Арена во Мерано, а ги има над 1500, овој пат за разлика од премиерниот дел на отварањето, многу повеќе. Навиваат со симпатии за македонската репрезентација, поттикнати од онаа група навивачи на Македонија, а се разбира, секогаш се навива за оној кој што е во улога на Давид, во случајот Македонија против Русија. Погорелов, се уште без шанса да постигне гол и Торгованов. Како лавови се борат нашите репрезентативци, беше спречен Торгованов од Котевски и Мановсков. Евеа таа ситуација. Реков, голема е желбата да се покаже дека Македонија не случајно избори пласман меѓу најдобрите 12 во Европа. Тоа беше пенал за селекцијата на Русија и уште еднаш овој пат Кокчаров. Очи во очи со Ходик. Овој пат пети гол за Кокчаров. Куличенко претходно беше непрецизен од 7 метри. Одлично одбрани нашиот голман и резултатот 11:8. Момент само да споменам дека во А групата синоќ ќе се постигнати следниви резултати: Шведска, Франција 25-22, Литванија, Југославија 22-30 и Германија, Италија 26-18. Во меѓувреме уште еднаш Котевски се избори од тешка позиција за удар и го слобода Лавров. Трет гол за Игор Котевски, 11:9 води Русија. Значи, во А групата водат репрезентациите на Југославија и Шведска со по 4 бода, Германија има 2, по 1 Франција и Литванија, Италија за сега без освоен бод. 26 минута од преварот, одличен отпор на македонската репрезентација, само така да продолжи. Котков од 9 метри си создаде чиста позиција, добро блокира и неговите соиграчи, хубаво возможија да го постигне третиот гол. Три удари на голот, 3 гола, за сега 100%, 192 см висок, 24 годишен, Олег Котков. Настапува за екипата на Скиф Краснодар заедно со Едуард Кочкаров, кој што го нема на оваа средба. И кај русите неколку измени, за разлика од преварот со Чешка во првото коло, меѓутоа Мандич извореден во свој стил го постигнува вториот гол, намалува на 12:10. Урош Мандич 186 см, 24 годишен, 13 негов надпревар за македонската репрезентација. Ова беше вториот погодок или вкупно 22 во тресот на нашата најдобра селекција. Покрај двата двометраши, Торгованов и Херба шампон. Избор на целото семејство. Алкавит, Скопје. Тежок е нашиот живот, пријателе. А му плативме лото вчера. Може би на нас ке ни се насмени среќата. А? Никогаш не се знае. Играте лото. Го гледате и Михајло Михајловски, директор на репрезентацијата на Македонија, на клупата на нашата селекција, покрај стручниот штаб и резервните ракометари. Имаше мала корекција на семафорот. 26 минути и 17 секунди измина од првото полувреме. Русија, Македонија 12:10, второ коло од третото европско првенство во ракомет што се одржува во Италија. Девет метри за русите. Нервозен е селекторот Владимир Максимов, очекуваше многу полесна работа. Погорелов, одлично за сега го чува Андонов. Дали ова не е веќе и пасивен напад? И Погорелов конечно. Мислам дека судиите може и мора побрзо да реагираат и едноставно му дозволија на Сергеј
Погорелов, изворедниот напаѓач на Русија, да го постигне овој гол. 13:10 води селекцијата на Русија. Инаку може да забележите, покрај името на нашата репрезентација Македонија, тоа не е спорно, стои старото знаме, иако упативме реакции дека Македонија има ново знаме веќе неколку години, сепак организаторот соопшти дека ќе се погрижи да го исправи сето тоа. За сега ниту на првиот надпревар, ниту на вториот. Во секој случај, за сега одлично издание на нашата репрезентација. Сега одземена топка. Богдановиќ. Погорелов се најде на оваа подлога. Пластифицирана, за која што коментарите со задоволство велат дека е погодна за одигрување на вакви надпревари. Меѓутоа не беше многу среќна за македонската репрезентација, покрај поразот од Унгарија. Практично и двајца наши ракометари се повредија, а сега гол за Кулечов и исклучување судијата Липке покаже исклучување, дали за Лушевски. Во секој случај Вачо Ивановски, селекторот на македонската репрезентација, побара тајмаут при резултат 14:10 за противникот. По-добро друштво, Прилепска пиварница. Друштво, Прилепска пиварница. Пробајте нешто ново. Курсеви по англиски јазик за деца и младинци на Малта. Спој на убавото и корисното. Туристичка агенција Avio Impex Tours. 1-1. Јута загубена топка и Петрески направи прекршок по напад. Барем да спречи контра на противникот. Кочков. Обид на Кочков и го постигнува 15-тиот гол. Штета во последниве неколку минути. Русите прават предност од 5 разлика во моментот, 15:10, инаку допред само 90 на секунди резултатот беше 12:10 за зборна. Уште една минута и 10 секунди до крајот на полувремето. Мандич, Петревски, Томче Петревски, добро блокиран. Лавров успеа да спаси корнер. Ќе имаат шанса русите во последната минута да постигнат уште еден гол. Навистина би било сето тоа премногу. Со оглед на развојот на настаните во првото полувреме и воопшто играта што ја пружија репрезентативците на Македонија. Погорелов, Кулечов, повторно Погорелов. И гол на Кривочликов. Ред негов погодок и постигна првите два за Русија. Гледате 3 од 4, 75%. Не успеа Ходек овој пат против осамениот Кривочликов. 16:10 води селекцијата на Русија. И на лесен начин некако успеваат противниците да создадат висока предност во финишот на првото полувреме. Уште 11 секунди. Мановсков, Мандич, Петревски. Мандич, Петревски. Уште 4 секунди, треба да се бие Петревски. И ќе биде за крај на првото полувреме. 16:10, висока предност за репрезентацијата на Русија. Реков допред само
нешто повеќе од 3 минути резултатот беше 12-10, меѓутоа со серија од 4 гола руските Треба на добри игра на нашите ракометари. Одиме со директен пренос на второто полувреме. што го почна второто. Number 5, ставим Македонија, number 3. 30 секунда од второто полувреме на надпреварот меѓу Македонија и Русија, второ коло во рамките на Б групата на Европското првенство. 16-10 води противникот. Во она акција од пред малку беше исклучен Зарков, а сега нов гол за Олег Кулечов. Еден од најдобрите во репрезентацијата на Русија и очигледно најефикасните. Тој е негов трет погодок, 17-10 води селекцијата на Русија, очигледно премногу висока предност создаваат во финишот на првото и во почетокот на второто полувреме. Се уште трае онаа серија. Почната во 27-та минута, сега уште една одземена топка, прекршок во напад беше тоа. Манавсков и сега шанса русите да постигнат и повисоко водство. Одлично издание на селекцијата на Русија. Го почна ова првенство далеку под своите посакувања, само гол разлика против Чешка на стартот. Многу беше нервозен селекторот Владимир Максимов, најавуваше измени во составот, тоа и го направи. Дури тројца нови имиња за разлика од онај прв меч. Едноставно, според неговите најави, Русија не би требало да има проблеми ниту со една селекција се таму некаде до полуфиналет. Сега добре имаше престап во овој напад од страна на Москаленко. Над противната страна Марковски, одлично брани Андреј Лавров. Се уште Марковски чека на својот прв погодок на Европското првенство, желбата е голема. Во контра Торгованов успева да постигне гол 18-10, 8 голови водство за репрезентацијата на Русија. Полека врегуваат во оној пеколен ритам русите. Се чини како да играат бавно, незаинтересирано, меѓутоа во својот препознатлив стил гранитна одбрана, во случајот 5-1, главно се оди на Манавсков на дистанца и многу тешко противникот може да организира напади. Мандич, Манавсков, проигрување на двете. Позиции на лев и на десен бек, видовте како заврши. Нов напад на русите, Горпичин, Кулечов, Горпичин. Одлично проигрување од Погорелов и лопуваше Кулечов, негов четврти гол. 19-10 се чини, полека се крши отпорот на репрезентацијата на Македонија. Игра нашите ракометари одлично. Реков до резултат 12-10, меѓутоа очигледно тешко е против одличниот состав на Русија. Еве уште еднаш онај мајсторски потек пред се на Погорелов, а потоа и на Кулечов. Манавски, Петревски, Мандич. Марковски па Мандич, Петревски. Обид за Цепелини и сето тоа прекрасно изведено. За жал, уште еднаш на ова европско првенство погодена стативата. Манавсков не успеа во финишот на акцијата. Сега непрецизен во против напад и Сергеј Погорелов. Штета за она, ќе беше веројатно еден од најубавите голови постигнати на ова првенство. Погледнете каква е борбеноста на двете страни и Отевски ја прифати топката, но според мислењето на судиите Пилоу и Лупкер од Германија со фаул. Комплетна е нашата репрезентација, истече казната на Зарков. Реков, колкава е борбеноста, тоа се гледа и од ова забавена снимка. Кулечов, Котков, Кокчаров, се тоа ракометари кои што заедно со Погорелов, Торгованов и останатите кои што се на клупата и дел од нив во гледалиштето
се подготвуваат како што најава селекторот Максимов за златен медал на Олимпијадата во Сиднеј. Едноставно се работи за ракометари, тука нека до 22 до 25-6 години, кога се предпоставува дека во Сиднеј 2000-тата биа достигнале на ракометна зрелост. Ево го Владимир Максимов, големиот ракометен мак, еден од најпознатите светски стручњаци. Мора да се избрише подлогата, онаму каде што се најдува некој куби на ракометари. А потоа и средата да продолжи. Со број 13 Москаленко и тој корпулентен ракометар. Русите меѓу највисоките на ова европско првенство, има четворица по 2 метра, двајца се по 198, има и уште двајца од 195 до 197. Речи си кокшаркарски состав, а сега не успеа обидот да се направи успешен контранапад. Излезе во аут Марковски. Нов напад за Русија. 6 минута од второто полувреме, резултатот 19-10. Кулечов. Погорелов. Кривошликов, Погорелов и сега уште еднаш непрецизен, пред малку над голот, сега од пречката во голаут. Манасков, Марковски. Повторно до Манасков. Одлично е чуван за разлика од почетокот на овој надпревар. Пепи Манасков постигна 5 голови. Со оние 7 во надпреварот против Унгарија се приближува кон најдобрите на листата на стрелците на ова европско првенство. Најмногу имаат Патрик Чавар од Хрватска и југословенот Ненад Перуничич по 14. Чавар претходно во надпреварот меѓу Чешка и Хрватска постигна 11 голови. Хрватите победија со 30-24, а да подсетам, третиот надпревар од Б групата вечерва се игра меѓу Шпанија и Унгарија. И од таа средба македонската телевизија ќе врши директен пренос. Сега фаул над Котевски. Многу ги толерираат овие прекршоци на руските репрезентативци. Мислам дека требаше да има неколку исклучувања од страна на судиите, во секој случај непотребно им помагаат на фаворизираните репрезентативци на Русија. Манасков. Богданович, улога на организатор на играта, проигра со Петревски. Манасков од 10 метри, иако беше добро чунан од Кокчаров. 6 погодок на Пепи Манасков. 13 обиди вкупно, имаше 3 стативи. Најефикасен на надпреварот, тоа е прв погодок за Македонија во вториот дел, 19-11. Навалено водството на противникот на 8 голови. Кулечов, Погорелов, Кривочликов, брзи проигрувања. Сега се придодава и Кокчаров како втор кружен напаѓач. Ја стесна одбраната на противникот, меѓутоа одлично одбрани Ходик. Шанса сега за контра, меѓутоа беше фаулиран Котевски. Спречена ова можност Македонија да изведе контра. Петревски, Богданович и Манасков. Тоа е тројката на бековската линија. Сега со двајца ракометари во одбраната на 9 метри русите. Одбрана 4-2. Манасков уште една Штраутов и премногу стативи и пречки погодуваат нашите ракометари на ова европско првенство. Дури 8 ги има во средбата со Унгарија, меѓутоа и натаму напад за Македонија. Богданович, Петревски, повторно Богданович, Манасков. Од 10 метри и конечно гол. Се налути Пепи Манасков, седми негов погодок. Аплаузи од клупата. 19-12, сега 2 гола едно по друго за македонската репрезентација. Андреј Лавров, едноставно јасно му е против кого има работа. Погледнете, од повеќе од 10 метри, иако повторно се обида русите пред се директниот чувар на Манасков Кокчаров да го блокира, сепак не успеа. 39-та минута од надпреварот, 7 разлика за Русија. Добро би било кога Македонија може да ја продолжи оваа серија, меѓутоа
Одлична комбинација на Кулечов до Кривочликов. Четврти гол за Денис Кривочликов. 80% реализација на крилниот играч на Русија, 20:12. Овој пат се придодаде како втор пикер. Доставно измамен одбраната на нашата селекција. Манос, Петревски, и дали конечно сега ќе има некакво исклучување. Реков, беше време многу порано. Се смилува судиите. Кокчаров ќе мора да замине на клупата. Очигледно главниот во одбраната Едуард Кокчаров. Во наредните 2 минути Македонија ќе има играч повеќе. Ова што го видовме беше грешка. Богдановиќ не туку Кокчаров, а Марковски. Одлично, реков, чека на својот гол првенец. Иван Марковски има по него многу квалитети. Видовте, 4 пати биеше, еднаш прецизен, меѓутоа се работи за најмладиот ракометар во македонската репрезентација. Иван Марковски намалува на 20:13. Одлично беше проигран и од страна на Петрес. Двата состава сега со поиграч помалку, Кокчаров и Богдановиќ. И тоа беше пробивање од страна на Москаленко, шанса да се изведе контра. Еве го Алушевски. Му беше одземена топката од Погорелов во последен момент. Колку да се спречи постигнувањето на гол. Добро би дошло во овие моменти. Се враќа во игра Петревски. Во игра обично Антоновски или Зарков. Многу корисни во одбраната. Во нападот пак Петревски, Маносков, Мандич и Богдановиќ по потреба во бековската линија. Еве го Маносков, Петревски, Маносков, повторно до Петревски, Марковски, може да се еднаш да се постигне гол. Реков Иван Марковски изборен од оваа ситуација и во редовите на Пелистер од Битола. Еве сега ги бодри своите соиграчи. Реков, се работи за голем потенцијал и во моментов голем квалитет. Намалува на 20:14. Шест разлика за Русија, 41 минута од надпреварот. Погорелов. Неколку проигруваме, Кулинченко, Погорелов, Кривочликов, одлична одбрана на голманот Шандор Ходик и сега да видиме дали е сега досуден пенал. Ја прекина судиите играта, да. Шандор Ходик брани во добра форма на ново европско првенство. Очи во очи со Едуард Кокчаров. И истече казната на Кокчаров, го постигнува својот шести победа. 2-2 од 7 метри. Еднаш беше прецизен и во првото полувреме од иста позиција, 21:14. Богдановиќ, сега двете репрезентации се комплетни. Алушевски, Маносков. Богдановиќ, Петревски, Богдановиќ. Обид со неколку измени на местата на нашите репрезентативци да се создаде простор за шут. Ќе мора да се повтори, 9 метри. Богдановиќ, меѓутоа неа прифати оваа топка, за момент пресече Москаленко. Се обидува да ги мобилизира своите ракометари, селекторот Јовановски. И сега грешка во додавањето, меѓутоа имаше фаул врз Котевски. Маносков. Фаул и врз Котевски, и врз Маносков во иста ситуација. Ново играат остро во одбраната руските ракометари, сега Маносков, Алушевски. Ќе мора да се бие Петревски. Богдановиќ. Одбрана на Лавров. Добре, требаше да се бие со оглед на тоа што може да ли одзема топката судиите. Маносков, одлична одбрана на Лавров. На два пати сега, најпрви ударот на Богдановиќ, а потоа и на Маносков.
Териков тука направи фаул. Се бори со многу повисоките ракометари од одбраната на Русија, нашиот кружен напаѓач Игор Котевски, сега спортски подадена рака. Петрески. Обично под фајцак, која ќе се обиде некој од нашите ракометари да дојде до линијата 9 метри и конечно Маравсков реши сам и успеа. Осми погодок на Пепи Маравсков. Сега е веќе најефикасен на европското првенство со 15 голови. Намалува на 21 спрема 15, конечно повторно можност за радост на најувачите на македонската репрезентација. Уште една што е соло пробив. Тешко се сопира. За сега најдобриот стрелец на европското првенство. Успеа да ги мине и Чавар од селекцијата на Хрватска и Перуничич од југословенската репрезентација. Реков тие имат по 14 погодока, а над преварот има уште повеќе од 16 минути до крајот. Погорелов. Повторно топката до Погорелов не стигна до Количов. Зарков. Котевски. И осаме на Лучевски. Мора да биде гол. Да. Прв погодок за Немчева Лучевски. И тој една психолошка бариера мора да совлада с оглед на тоа што имаше 6 победи во надпреварот со Унгарија. Само еднаш беше прецитен и сега сите нанозе Македонија, оние над 150 навивачи за нашата репрезентација. 21 спрема 16, 5 разлика за селекцијата на Русија. Одлично поигрување од страна на Котевски беше тоа. И завршица на Алучев. Напад на Русија. Погорелов од своја позиција. Реков, еден од најдобрите шутери. Малку некарактеристично игра на позиција на десен бек, инаку обично таму се оние кои што пијат со левата рака, меѓутоа Погорелов често нерешлива енигма за противничките голмани. Против Шандор Ходик само 2 погодока од 5 обиди. 16 спрема 22, 6 разлика за Русија. Сега се игра повторно доста ангажирано во нападот. Алушевски. Одлично до Котевски и гол. Четврти погодок за Игор Котевски. Покрај Маравсков најефикасниот за Македонија. 22 спрема 17. Се лути селекторот на Русија Владимир Максимов. Едноставно реков, неговата интенција е да се собеле секој противник со колку што е можна повисока разлика. За сега, сепак, според се што се случуваше и големината на противникот, можеме да бидеме задоволни од ова разлика од 5 голови. Меѓутоа, зашто не е и подобро? Зарков. Уште една одземена топка. Петревски, Алушевски, можда уште еднаш сепак. Овој пат брани Лавров. Искусниот Андреј Лавров со 2 медала на Олимписките игри, 88-та во Сеул и 92-та во Барселона. Еднаш за Советскиот сојуз, вториот пат за заедницата на независни држави, третиот пат се обиде во Атланта, меѓутоа неговата селекција го освои само 5-то место во редовите на репрезентацијата на Русија тогаш. Сега се чекаше да се врати топката. Аут за Македонија, Марковски. 16-та минута од второто полувреме. Укно мина 46. И уште една одлична акција на македонската репрезентација. Марковски сега се придодаде како втор кружен напаѓач, реков, ќе го поправи својот процент Иван Марковски. Негов трет погодок. Прекрасно проигрување од страна на Пепи Маравски. 22 спрема 18, само 4 разлика за репрезентацијата на Русија. Реков, овој пат од играта едноставно беше непотребен. Во секој друг поглед со исклучок на периодот од 27-та минута до 38-та некаде, кога русите направија 9 разлика, Македонија, ако не и подобра, барем беше равноправна. Сега шанса за нов гол. Котевски прекрасно. И сега сите се нарозе. Можно ли да се направи пресврт? Шести погодок за Игор Котевски, односно 5-5 има од обидите против Лавров. 22 спрема 19. Македонија во салата Меран Арена во Мерано. Реков и од оние кои што се неутрални гледачи. Игор Котевски. Изворен. Доскоро играч на Преспа Јапа Пробет во наредната сезона, што
Шведна Вардар Ватросал. Добро е сега да се одбрани уште еден напад. Противникот е пред тешка задача, меѓутоа се обиде и успеа Котков. Четврти погодок за Олег Котков, прв во второто полувреме. Не заборавајте, Орбит без шекер има одличен вкус и штити од карие со зголемување на пеха нивото. Продал козметика за сите видови дидови. Повторно 4 разлика, уште 12 минути и 23 секунди до крајот. Алушев треба да се издржи. Ветија ракометарите на нашата репрезентација дека ќе се обидат да дадат се од себе, да сторат се што можат против големиот фаворит и официјалниот европски и светски шампион. Тоа го прават за сега. Среќата не доаѓа сама. Среќата доаѓа со лотарија на Македонија. Играјте лот. Ова е било рандомна сензација во вакви услови, кога Македонија практично ја смета за аутсайдер, евентуално репрезентација што може да изненади некого, меѓутоа многу тешко репрезентација како што е силната Русија. Никогаш не се знае. Лото е тоа. Продал козметика за сите видови дидови. И еве по овој судиски тајм-аут продолжува играта. Марковски, Мандич по подолго време во игра. Добро би било и тој да проработи сега. Манасков, Мандич, одлично за Марковски, можда за нов гол. Иван Марковски прекрасно. Четврти погодок за Иван Марковски е доста да рече доколку играм на оваа средба. Мислам дека можам да постигнам и 5. 23:20. Е уште една таа ситуација. Најпрви Манасков, потоа Мандич и на крајот Марковски за намалување на разликата на 3. Сега е потребно да се одигра одлично во одбраната. Реков, интенцијата на Јовановски и на Крстевски, стручниот штаб во репрезентацијата на Македонија беше со длабока зона 3-2-1 да се изненадат русите. И за сега, навистина, доста успешно. Погорело, сега на позиција на лев бек, онаму каде што практично и би требало да биде. Кулечов. И сега досудени со 7 метри. Се обидуваат на сила. Репрезентативците на Русија успеваат. А овакви дуели многу често големите биле привилегирани од страна на судиите. Добро, во случајов имаше фаул. Очи во очи Шандор Ходик и Едуард Кокшаров. Уште еден гол на Кокшаров. 3-3 од линијата од 7 метри. Инаку вкупно 7 погодок за Кокшаров. 24:20. Повторно 4 разлика за селекцијата на Русија. 50 на минута од надпреворот. Манасков. Алушевски има чиста позиција. И треба да го искористи тоа. Тепче Алушевски, реков. Треба да ја пробие психолошката бариера. 4 пати биеше во пречката на надпреворот против Унгарија. Тогаш голманот Шотмари беше нерешлива енигма за нашите ракометари. Меѓутоа, сега уште еднаш покажува Алушевски дека во него има и тоа како големи квалитети. И повторно во улога на асистент Манасков. 24:21, 3 разлика за Русија. Погорело, Кулечов. Имаше тука елементи за прекошак во напад. Така е. Потез. Можда сега да се намали водството на противникот на 2 разлика. Треба да се сочека Манасков да влезе во игра во нападот. Одлично го игра второто полувреме. 8 голови постигна Пепи Манасков и неколку асистенти. При тоа имаше Петревски. Штета. Дали топката до Марковски? Напад за Македонија. Реков, треба да се борат, а може би ќе стигнат до сензација. Зошто да не се верува, има уште 9,5 минути до крајот. Манасков. Мандич, Манасков. Потез. Манасков, од 9,5 метри. Прекрасен гол на Пепи Манасков. 9 гол за Манасков покажува зошто е еден од најдобрите ракометари во Европа и воопшто на светот. Навалува на 24:22 е Русија меѓу гледачите навивачи за македонската репрезентација. След лути тренерот на руската репрезентација, селекторот Максимов,
Страотен удар што ретко се брака. Пепи Мановсков, централна фигура на овој надпревар и повторно судиски тајмаут. Треба да се избрише подлогата каде што некој од играчите завршил во обидот да се избори за топката. Голема борба меѓу Македонија и Русија во второ коло во Б групата на третото европско првенство во ракомет. И сега би било навистина одлично да се одбрани уште еднаш нападот на руската репрезентација, да се направи надпреварот неизвестен во финишот. Да видиме, Кулечов, Погорелов, проигруваат. Кривосликов, Погорелов, Кулечов, со број 9 Котков. Изворени ракометари, Торгованов. И сега може би уште еднаш имаше фаул во напад. Меѓутоа, судиите Билоу Липкер од Германија знаат што би било доколку досудат такво нешто. Во секој случај Котевски не беше наивен. Одлично се бори, реков, со многу повисоките противници. Мислам дека во секој случај, како и да заврши овој надпревар, вратена е она неопходна атмосфера за настап на едно европско првенство во репрезентацијата на Македонија. Меѓутоа, кога веќе стигнавме до ваков резултат, треба да се обидеме да останеме во игра до самиот финиш. Торгованов, Кулечов, премногу ја запираат играта руските ракометари. Меѓутоа, тешко се справуваат со оваа формација 3-2-1. Еве уште една сега Андоновски за момент само пресече. Погорелов, Котков, Погорелов, Андоновски, одлична игра во одбраната. И сега Торгованов, прекрасна интервенција на Ходик и дали уште еднаш има пенал. Најпрви им се дозволува да пијат на руските ракометари, а потоа добро, имаше тука туркање. И сосема оправдано досуден пенал. Уште еднаш Кокчаров и Ходик. И повторно прецизен Кокчаров, 8 негов погодок. 4-4 од линијата за 7 метри. 100% претходно еднаш промаши Куличенко. Од тогаш пеналите ги изведува Кокчаров. 25-22. 3 гола разлика за Русија. 53-та минута од надпреварот. Мандич, Мановсков ги сменија местата со Петрески. Мановсков. Повторно Петрески. Мановсков. Имаше за момент позиција, сега Марковски. Мандич. Грешка во додавањето. Петрески ќе мораат бргу да ја завршат оваа акција. Мановсков. Барат пасивен напад. И погледнете мајсторија на Пепи Мановсков. Ако ништо друго, Мановсков одигра една симултанка на оваа средба. 10 негов погодок, 25-23. Само два разлика уште еднаш за репрезентацијата на Русија. Овој пат на уникатен, би рекол, начин. Не успеа ни Сериков, а ни голманот Лавров. 7 минути до крајот. И имаше тука елементи на прекршак во напад, но добро. И Андоновски се бореше. Погорелов. Кулечов. Котков. Аудираше Алушевски. 9 метри за Русија. Котков. Погорелов. Немаат идеи во нападот. И сега имаше тука да. Нема што тука мора да се суди прекршак во напад. Шанса да се навали на една разлика. Котевски. Македонија. Подржуваат и италијанците, и сите оние неутрални гледачи во салата Мерана Арена во Мерано. Може би сега околу 2000. Едноставно овој надпревар се претвори во многу интерес. Сите очекуваа убедлива победа на Русија. Да видиме, Мандич. Петрески, прекрасно. Петрески, 25-24, само една разлика за репрезентацијата на Русија. Во вистински момент Томче Петрески, искусија, 30 годишен ракометар кој последниве неколку години настапува во странство, во Данкерк, во
француската лига во моментов. Уште еднаш го принудува Лавров да ја вади топката од мрежата. Мандич му создаде добра позиција на Петров. Сега да се одбрани овој напад, а потоа и да се обидеме да изравниме. Да видиме, Погорелов, Котков, Торгованов. Торгованов уште еднаш, без идеја, Котков. Треба да се спречи. И да видиме. Фаулираше Алушевски, добре. Беа разредени во одбраната на македонските ракометари, добре, сега ќе може да се консолидира. Котков, лавовска борба на македонската репрезентација. Едноставно реков, сакаат да покажат и покажуваат дека заслужуваат да се надпреваруваат равноправно со сите најдобри по Европа. Не успеа Погорелов. Ретко кога вака Погорелов скапоцениот ракометар на руската репрезентација се наоѓал во една ваква ситуација. Шанса сега да се израмби. 26-та минута од второто полувреме Русија води со 25-24. Каков надпревар? Мановсков. Алушевски, Мановсков. Петрески. Кој сега ќе бие? Му избега топката на Мандич, меѓутоа фаулиран беше или поточно со нога играше во одбраната Горпичин. Нема потреба да се брза, само треба добро да се изгради нападот. Петрески. Мандич. Одлично за Котевски, ќе мора да има тука пенал. Пенал. Игор Котевски, големиот борец, реков, во одбраната и во нападот. Само да не се здобил со некоја непријатна повреда. Постигна 5 голови, од исто толку обиди, а сега се избори за пенал. Шанса тука да интервенира докторот на нашата репрезентација. И падна непријатно Игор Котевски. Реков, само да не се работи за непријатна повреда. Колку само грубо тука делува руските ракометари во сендвич меѓу Териков и Кривочликов. Игор Котевски, 26 годишен, 184 см, реков, од наредната сезона во дресот на Вардар Ватростална. Добива подршки од Андоновски. Ево го претходниот обид на Мандич и тој беше фаулиран. Грубо играат руските ракометари, меѓутоа засега одлично се справуваат со сите потешкоти што ги имаат нашите ракометари. Изворена атмосфера што ја прават навивачите на македонската репрезентација. Реков, околу 150. Овие неколку забавени кадри покажуваат најдобро за каков лавовски дуел се работи. Котевски ќе остане во игра, а очи во очи Мановсков со Лавров. Дали ќе изравниме? И штета. Меѓутоа Македонија останува во напад. Уште еднаш во дирекот биеше Мановсков. 5-6 пати на овој надпревар нашите репрезентативци. Меѓутоа топката сепак ќе одбри Лавров. Уште помалку од 4 минути до крајот. Голема драма. Мандич, Петревски, Мановсков. Треба да се обиде Пепи Мановсков. Успева 11-ти гол на изборениот Пепи Мановсков. Голем водач. Реков, убедливо најдобриот стрелец за сега на европското првенство, а најважно е што Македонија успева да издржи 25-25. Фантастично издание на нашите ракометари од оној момент, од 37-та, 8-та минута, кога губеа со 19-10, направија изборена серија. 15-6. Треба сега да се одбрани овој напад и прекрасно ходи во вистински момент. Изборено 25-25. Уште нешто повеќе од 3 минути до крајот. Еве го и процентот на одбраните на Шандор Ходик. Фантастична игра. Одбрана очи во очи од 6 метри биеше Кулечов. Може ли Македонија сега да победе? Мандич, Марковски, Мандич, Марковски, историски надпревар за македонската репрезентација. Мандич, играме да подсета против европскиот и светскиот првак. Мановсков, Котевски. Фаулиран беше Игор Котевски. Не се осмелуваат судиите, реков, да исклучат некој од русите. Каква сензација би било Русија да загуби од Македонија. Меѓутоа, можеме и вака. Петревски, Мановсков, сакаме победа, точно. Котевски уште еднаш фаулира. Истекува полека и 28-та минута. Уште 2 минути и 10 секунди до крајот. Петревски, Мановсков. Обид да се проеде. Котевски уште еднаш грубо фаулиран. Игор Котевски, тројца двометраши покрај него.
Какви се тоа дуели? Погледнете. Меѓутоа, Лавовски, реков, се бори неколку пати и се борат сите други. И Маросков при тоа добил една непријатна повреда на вилицата. Да се надеваме дека ќе остане до крајот. Погледнете го овој дуел со Лаксов. Тоа беше и за исклучување, меѓутоа судиите се прават како да не виделе ништо. Ево го Пепи Маросков, заработи многу една непријатна повреда во долната вилица. Дали ќе успее да остане во игра? Капитенот на македонската репрезентација игра повеќе од капитенски. 11 постигнати голови, купно 18 на ово европско првенство. Ерупција меѓу гледачите, сакаме победа. Сакаме и ние тука, верувам и сите вие пред малите екрани. Само да издржиме до крајот во оваа фантастична серија. Реков 15-6, она водство на противникот од 19-10. И после изгледа дека Маросков тешко ќе може барем во овие моменти да се врати. Забрането е доколку тече крв на некој од надпреварувачите да игра. Богдановиќ на негово место. Кој сега ќе бие? Одлично до Котевски. Меѓутоа уште еднаш, па има ли ваква игра без исклучување? Навистина претерува судиите. Уште еднаш Котевски, погледнете само како е сопрен од страна на Реков двометрашите, Горпичини и Сериков. Уште 1,5 минута до крајот. Маросков, дали ќе се врати? И повторно шанса да се проигра Котевски. Овој пат имаше фаул, меѓутоа судиите не досудуваат ништо. На спротивната страна гол. Ова е навистина премногу. Криво Шликов го постигнува петиот погодок, навистина. Едноставно нема потреба повеќе да се зборува. Сликата покажува се. Грубата репрезентација на Русија успева да профитира од сето ова. А сега тајмаут за Ванчо Ивановски за македонската репрезентација. Противникот води 26-25. Фантастична атмосфера што ја создаваат и нашите најдобри ракометари во дуелот со големиот фаворит Русија. Меѓутоа и навивачите, они околу 150 во салата Меран Арена во Мерано. Погледнете само како се бодрат нашите најдобри ракометари. А еве она акција од пред малку, едноставно режисерот како да не сакаше да покаже дека претходно имаше фаул над Котевски, како и неколку пати претходно. Сега ќе се бориме за изравнување во финишот. Меѓутоа ќе биде многу тешко. Маросков се враќа во игра. Уште 1 минута и 7 секунди до крајот. 26-25 за Русија. Петрески, Маросков, Мандич, Котевски, Алушевски и Марковски. Тоа се оние на паркетот покрај одличниот голман Ходик. Маросков, дали тој ќе бие сега? Уште еднаш Пепи Маросков. Фантастично, 12 гол. Незапирливо. 12 погодок на Пепи Маросков за изравнување. 26-26. Мислам дека Македонија заслужи најмалку бод за овој надпревар против големиот фаворит Русија. Остануваат уште 35 секунди до крајот. Треба да се одбрани овој резултат. Погорело. Вистинска драма во финишот. Котков. Треба Реков да не им се дозволи на противниците. Сега нема тука потреба за исклучување. Чекајте да видиме. Добре, судиите барем малку се подсетија на оние груби фаули на противникот од предмал. Падна Погорелов, иако самиот налета на Антоновски. 26-26, уште само 24 секунди до крајот на овој надпревар. Македонија е близко до историски подвиг. Но да видиме што од тоа ќе се случи. Како да не им е јасно на репрезентативците на Русија што се случи по она нивно убедливо водство. Реков, дојдени се тука да газат и да прегазат секого што ќе им се испречи. Се разбира, ни ние не требаше да бидеме поштедени. Меѓутоа, одлична игра на Македонија. Да видиме сега. Торгованов. И дали е тоа пенал за Русија? Исклучувај. Исклучен Игор Котевски. Човекот што беше
Најмногу фаулиран или сепак Алушевски. Тука беа Алушевски и Антоновски. 2 минути до крајот, што значи до крајот на овој надвор од игра Стефче Алушевски. Нема пенал, 9 метри ќе бидат тоа за репрезентацијата на Русија. Колкава е само желбата да се успее. Меѓутоа и самото издание што го пружија репрезентативците на Македонија на вистина изворен. Уште само 17 секунди. Предолго траат овие прекини, очекува Торгованов да го изведе слободниот удар од 9 метри. Голема драма во финишот, сите едноставно им свиркаат на руските ракометари. Погорело, Кулечов, Котков, Кулечов, налета на Антоновски и да видиме сега. Имаше тука жесток дуел, сега премногу. На 11 секунди до крајот, уште едно исклучување овој пат за Антоновски. Беше остар фаул, без сомнение. Меѓутоа, во вакви решавачки моменти да се исклучат двајца играчи на само 4 секунди е премногу. Русија е голем противник. Има славно минато. Македонија се бори за што повисок рейтинг во Европа и во светот. Меѓутоа не е фер на ваков начин да се завршува на преварот. Во одбраната остануваат Петревски, Котенски, Зарков и Марков. Се разбира и голманот Шатор Ходик. Наспроти нив двајца играчи во поле повеќе за репрезентацијата на Русија. Кулечов, Котков, Кулечов, Погорело, промашува. Сега што? Повторно прекид на играта на 3 секунди до крајот, 9 метри за репрезентацијата на Русија. Може ли да се издржи една ваква жестока игра од страна на противникот, меѓутоа во едно драматично завршување на сезон. Уште една шеком 9 метри. Како сега ќе одиграат русите? Торгованов, Погорелов, Котков, Кулечов. Тука се и двете крила. Кокшаров и Кривошликов. Дали Погорелов ќе се обиде да бие? И имат силен, неодбранлив удар, за да видиме. Кулечов, Котков. И ми се чини дека времето измина, да. Нерешено, 26 према 26. Вака е многу посладко кога ќе се заврши. Иако со двајца играчи помалку на теренот, македонската репрезентација успеа да направи засега вистинска сензација, се разбира. Сето тоа ќе се толкува како сензација со оглед на сеона што се случуваше, со оглед на рейтингот што го има Русија, со оглед на поразот што Македонија го доживеа во првото коло против Унгарија. Можевме и да ги совладаме, меѓутоа мислам дека судиите не ни дозволија да постигнеме гол повеќе од противникот. Сепак мора да бидеме задоволни по сеона што се случуваше во преградски нашите ракометари. Тука и селекторот Ванчо Јовановски и сите од клупата се разбира пратена е она славна потребна атмосфера меѓу играчите, подпомогнати од околу 150 навивачи. Македонија успева да направи изборен резултат против официјалниот европски и светски шампион селекцијата на Русија. 26 према 26, уште една само ќе повторам. На полувремето русите водеа со 15 према 10, потоа направија разлика од 19 према 10, меѓутоа со изборена серија од 37-та минута па се до крајот на овој надпревар Македонија постигна 16 гола, прими само 7 и се избори за првиот пост на едно европско првенство. Да подсетам, јунак на надпреварот Пепи Марансков со постигнати 12 голови. Меѓутоа и сите оние кои што настапија се истакна и заслужуваат честитки. Игор Котов